Кажете ми, ова е трета модна аукција која што се организира. Досега, како поминаа претходните две, дали сте задоволни како се развива во однос на интересот за аукции кај нас? Мислам дека од година на година имаме се повеќе интерес кај дизајнерите. Некако кога почнувавме, рековме ајде да се обидеме. Идејата беше да ги здружиме филантропијата и модата. Да покажеме дека модата може не само да го разубавува светот, туку да го прави и подобар. И многу ни е драго што, например, на првата година имавме околу 14 дизајнери, годинава имаме 23 дизајнери, годинава се здруживме и со занаетчиите и ракотворците, кои што ги збогатија дизајните со парче торбички, накид, значи се вклучија се повеќе, сакаат да се вклучат и да направат нешто добро. Она што е целта на денешниот настан е да донираните дизајни на македонските креатори ги дадеме на аукција, да собереме донации за да поддржиме 4 организации преку првиот филантропски фонд кој што го основавме во Конект. Каква дејност има тој филантропски фонд? Што прави и какви промени треба да направи доколку има средства? Тој фонд препознава дека ние сите, како граѓани и компании на оваа држава, имаме моќ преку нашите донации кога ќе ги здружиме да направиме позитивни промени. Во земјава имаме прекрасни луѓе и организации што посветено работат со исклучителни скромни средства за да променат нечии животи, особено на оние што се најранливи, што се заборавени од општеството. Филантропскиот фонд служи да им даде мала финансиска поддршка на овие иницијативи преку транспарентни, отворени повици каде што организациите аплицираат со своји идеи, а потоа ние одбор ги одбира и ги поддржуваме во континуитет. Сакаме да поддржиме иницијативи на граѓаните, каде што тие се здружени да самите решат некој проблем во нивната заедница што тие го идентификувале. И на тој начин сите стануваме дел од една позитивна општествена промена. Видите дека модниот свет има свест за ова, има интерес и модните дизајнери сакаат да донираат. Но каква е свеста кај луѓето, кај оние кои што треба да присуствуваат на аукцијата и кои што треба да купат парчиња? Мислите ли дека допирате до поширока маса и какви се вашите очекувања? Ќе има ли многу луѓе вечерва? Па да, имаме најавено веќе преку 130 гости. Би кажала дека и од тој аспект се повеќе расте интересот. Ова е нешто ново. На луѓето им треба време за да разберат дека целта на еден ваков добротворен настан е да се донира. Дека ние ако сакаме да си купиме парче од некој дизајнер, тоа можеме да го направиме и во продавница. Тука идејата е да се поттикнеме еден со друг преку забавна аукција, да собереме донации за да ги поддржиме овие прекрасни иницијативи и организации. Вреди да се спомнат, отворете ги прозорците, здружение што работи и помага на децата со попреченост да користат компјутери за образование. Палиум, кој што нуди поддршка на лицата кои што се борат со канцер. Волонтерските пожарникарски друштва, кои што доброволно, без надомест, се на првата линија и превенираат пожари. И четвртата организација ИМКО од Битола, организација што работи на едукација на млади да ги задржи во нашата држава. Кај луѓето постепено ја градиме свеста да кога ќе дојдат тука да го имаат тоа предвид, дека инвестираат во подобро утре. А тие што ќе се срекни да се здобијат со некое дизајнерско парче, всушност се стекнале со дел од македонската историја. Затоа што и овој настан сакаме да биде традиционален. Трета година поред, нема зошто, веќе правиме планови за следната година, планираме да продолжиме со уште повеќе креатори кои што ќе се вклучат и дизајнери. Значи, на вистина да го направиме ова празник на филантропијата и модата. Благодарам, посакувам успешна. Ви благодарам и на вас. Дали бевте дел и од претходните две аукции или ова е ваше прво вклучување? Јас сум иницијатор на овај настан.
Така да јас го започнав ова се, а јас сум присутен на секоја аукција тука и моја цел е да прерасне ова во традиција низ годините натаму, да биде ова еден мој допринос на општеството. Како наидувате на вашите колеги, останатите дизајнери, кога ќе им понудите да бидат дел од модната аукција? Какви реакции добивате? Дали постои интерес меѓу останатата модна фела? Вообичаено првиот пат праќа мейл или порака во група на Viber или на Messenger. Никогаш не се случило да бидат помалку од 15 души да вратат. Низ годините наназад, устари низ децении наназад се покажало дека дизајнерите се секогаш присутни на добротворни настани. Ние знаеме дека во суштина сите ние имаме некоја клиентела своја која што знаеме колку може да даде, колку може да помогне на општеството. Внимаваме тоа да не го правиме јавно, затоа што не сите луѓе сакаат да бидат покажани дека дали нешто. Затоа и викаме понекогаш и имаме дел што е јавна и тивка аукција. Но наша цел е оние кои што ја даваат довербата да ги облекуваме, ние се обидуваме да ги донесеме на ваков настан, да дадат нешто и за општеството, а со тоа и ние донираме, бидејќи целокупниот профит од она што ние го донираме оди во проект, во Connect, во фондот. Јас имав пред минатата година имав едно прашање, колкава процент донирате од профитот, ние викаме 100%. Кога ви кажете 100% на луѓето зборувачки името, пошто во сите кампањи обично е 50%, 20%. Во случај ние се што целата сума оди во фонд. Значи, Господин Булевски, има две ваши креации вечерва. На кој начин одбирате што ќе биде поставено на аукција? Дали се тоа парчиња од постари колекции или на кој начин одбравте кои две креации ќе ги донирате? овој пат намерно е одбрано парче од 2008 година. Од архива е парчето, единственото останато од таа колекција. Беше презентирана во Сараево, на Сараево Fashion Week. И има вставено на кукла во студио, додека правев друго парче која што е од остатоци од кравати. Натрешниот дел од краватите, што е подлога за краватите, е второто парче. Во систем на мумија, значи слој по слој правено, рачно изработено комплетно. Додека го правев, го погледнав ова и викам, а зашто ова да не оди исто? Секогаш внимавам да е тоа носливо парче, за да е прилагодливо да може човекот да го, што би се рекло како питко вино кога е. Значи да некој веднаш да може да го забележи. Белото парче кое што е по авторско, по креативно, повеќе вложено е труд на да ги покажам моите креативни способности. Се надевам и тоа дека ќе наиде дека некој ќе го бендиса, бидејќи е стварно посмело е парчето за... Или што само за крај, или има ли модата моќ да биде хумана? Па, не постои моден настан што не е хуман, од ваков тип. Ако видите и во Америка сите настани што се организираат, милионски суми се собираат. Ние не можеме да се попалиме со милионски суми, меѓутоа јас секогаш викам се малце што ќе дадете, ако дадете од срце, без да очекувате нешто, е добредојдено и е секогаш прифатливо. Благодарам, поздравувам. Активноста која што во континуитет ги организира и ги прави Connect на некој начин прават обединување на сите оние чувства кои што ние како нација ги носиме, солидарноста, емпатијата, меѓутоа овде е многу конструктивно и систематизирано направено, така што и Fashion Week ја искористи таа можност да искористи конструктивноста на Connect и да ги организира оваа аукција на модните дизајнери. Мене ми е огромно задоволство, бидејќи денеска можам со својот труд да дадам придонес во оваа аукција. Најубавата љубов е таа која што е создадена од многу приказни,
А овде имаме приказни кои што ги спојуваат модата, кои што ги спојуваат поддршката, уметноста и човечноста пред се. И кога ги имате сите тие приказни заедно, тогаш едноставно нема поубаво нешто од тоа да покажете колку се сакате, сакајќи ги другите, на тој начин го сакате и целото општество. Ирина, дали сте прв пат вклучени во модна аукција или бевте и претходните години? Уште од почетокот сум дел, секогаш со драго срце сум дел од активностите на Connect и секогаш сакам да покажам дека модата може да прави многу убави работи. Што е она што дониравте вечерва? Вечерва сум тука со два производи, односно 2,5 би рекла. Едниот е соработка со Дамјан Ристовски, односно студиото Народни носи на Рекорд, каде што тој ткаеше стари мајци, изработивме една уникатна чанта, а вториот производ е тачно изработена од жените во Идризово, односно во работилницата која што јас ја водам. У гратешничката има и мало новчаниче, па затоа кажам 2,5 години. Какви се вашите очекувања лично? Очекувате ли дека ќе има успешна аукција? Секако дека очекувањата се големи, секогаш овие дружења се многу убави, јас сум и дел од сите активности на Connect и секогаш си поминуваме одлично. Има ли модата моќ да биде хумана? Модата има моќ да прави многу големи промени, модата има моќ да поврзува, модата има моќ да помага. Само треба да бидеме отворени. Благодарам.